реков, маркантна по својот талент, по својата дарба од Бога, ама тој талент низ годините наназад, низ едукативниот процес, нашата драга гостинка во ова издание на емисијата Неделен магазин, Бајса Арифовска, стократно се чини, го надгради. Бајса, добар ви ден и добре ми дојдовте. Добар ден, Каролина, и добре ви најдов се. На колку инструменти всушност Бајса знае да музицира? То прашање ми е секогаш комплицирано, зашто ако кажам една бројка, може би денес нема да биде таа, нека се некои, ајде, 20 неупотребливи, зашто секогаш тоа музичарите го знаат, нели? Тоест, кондиција. Музичарот треба да биде во кондиција со инструментот, да дише со него, а некогаш тоа не е возможно со сите, но затоа викам 20-тина. Јас мора да им откријам на нашите гледачи. Со Бајса се договараме, па сигурно во изминативе 5-6 години, затоа што имавме снимен материјал кај неа дома, на гости. Кавал ти фали? Меѓутоа, Бајса ја чекаме, значи целото ова време да ни достави фотографии. Па како велат во онаа старата, ако не сака брегот кај Мухамед или обратно беше, Мухамед кај брегот и така натаму, Бајса Арифовска денес со нас гостин овде во студиото на Македонската телевизија. Каролина. Тешко е за вас уметниците да се сконцентрирате и на оној дел што би значел пиар, што би значел односи со јавност, да направите клипинг, да направите селекција, организација на може би не толку важни моменти за вас, како фотографии и материјали. Да, дефинитивно да. Креативниот човек понекогаш е неорганизиран, може би дома во неговата средина креативна, затоа е се вака, посебно мајка ми кој ќе дојде среди се еднаш да биде тоа никогаш не може да биде средено, затоа како што рековте, тука е клавир, тука е мачката, тука е тапанот, во спална ми е тапанот. Хармониката на една страна, тамбурет, кавалите. Посебно за тој административен дел, признавам дека сум многу неорганизирана, затоа што буквално ако збориме за некој таков архивски материјал од некакви си почетоци години назад, јас вистина може би ќе ми треба па и месеци да ги изнајдам, затоа што едно селење, друго селење, еден компјутер, друг компјутер, едно тука се USB. турнеите, тука се предавањата, часовите, вистина, настапите, концертите. Да, вистина треба еден професионален пиар, што се вика за сите тие работи да се стават на едно место и да изгледа како треба. За тоа, Каролина, ти си извинува. Ти благодарам. Што сум, да. Како вика нашиот народ, секој е зло, зарно и ништо не е случајно, се си има некоја Божја промисла. Се сеќавате ли кога за прв пат беше оној момент кога кликна нешто во срцето, во душата на Бајса, па Бајса свати дека музиката ќе биде незиниот живот? Тоа кликнало уште кога детето е почнало да биде свесно само за себе, дека живее, дека постои, дека во неговата околина што го интересира. Некој дете ќе го интересираат играчки, некој дете фудбал, ќе го интересираат. Јас постојано бев во потрага по некои звуци, поготово во средината кај што живеев. Со време се селев, поготово Источна Македонија, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Штип и целата таа околина. Мислам како дете, ми текнува на некоја 6-7 годишна возраст, дека ме интересира музиката, па трчкам таму кај што има луѓе, кај што има музика и
таа почетна самоедукација почнува така. Од таму и мандолината како подарок од баба? Да, мандолината доаѓа дури на некоја 8 годишна возраст, па мија со краја негде да не сум ја чепкала, зашто требало да почнам од 9 години. Аха. Да, тогаш во основно имаше мандолински оркестар, па ги чекавме тие 9 години да почнам јас трето оделение. Знаете зашто се насмивнувам? Затоа што во својот живот прекршивте голем број на табуа, на стереотипи. И во личната приказна, и во приказната и стереотипите, нели, врзани за заедницата. Тешко беше. Тешка беше таа борба. Да, беше тешка. Ама имавте поддршка? Имав. Мајка ми беше целосна поддршка. Ми беа поддршка исто професорите. Подосна, значи секако кој ќе се открие детенце со талент, не можете да бидете имуни на некои работи. Мислам, ден денес тој и јас го чувствувам како педагог. Така да беше можеби малку тешко и чудно во она средина кај што нели женско дете треба да биде женско дете, да се интересира за женски работи, какви се тие женски работи. Денеска не можам да разберам, затоа што жената е моќна нели во многу делови, области, приказни. Така да сето тоа се надмина со тоа што бев одлична, нели, да, ќе учам средно музичко училиште, дека музиката не е само за посвадби, дека жената може да се изрази на подруг начин, музиката не е само за веселби. Така е. Меѓутоа, може би беше нетипично, например, една дама да свири гајда, да свири кавал, да свири, да, кларинет може би да, хармоника може би да, меѓутоа, чинам дека веќе во средното училиште, во Илија Николовски Луј, каде што потоа нели бевте и професор, односно наставник, или јас би сакала да кажам учител, кога се пренесуваат нели знаењата и се втиснува белек на челото на идниот музичар, идниот уметник, и кога веќе го зборувам ова, постоеа луѓе на кои што не само што им се восхитувавте, туку на некој начин оставија траен белек за се она што значи професионална и животна приказна на Бајса Арифовска. Така, посебно во едукативниот дел, кога веќе влегов на факултет да ги одберам народните инструменти, така чудно и така симпатично, се уште немаше девојка која се интересираше за тој тип на инструменти. Значи и порано уште кога бев во средно музичко, интересот за и моментите дај да пробам ова, дај да пробам она, немајки се уште своји инструменти лични, освен мандолината од баба ми. Тоа беа тие моменти како на интерес да се запознае тој инструментален свет, затоа што некако го слушате во себе, го чувствувате и кога ќе земете еден инструмент, барате што може да отсвири другиот, или кој ќе освирите мелодија на виолина што треба да прави пијаното, или ритмот во себе што го слушате, како може да се изрази на класични бубњеви, како може да се изрази на народен инструмент, тапан, и сето тоа нешто врие во вас и така со време се чепка. И така нисходниците се учеше многу, всушност. Музичко-балетскиот училишен центар. Да. Па секогаш некако Бајса ја влечеше оној исконски звук на изворните инструменти, на музиката која што тече, нели, низ вените на човекот од овие простори. Ме привлече тој звук на традиционалните инструменти, додека нели на факултет за музичка уметност учевме класична музика и малку пошироко, и секој пат го барав оној звук на некое мое дома, таму кај што мириса на некаква дома, мириса на фолклор, мириса на песните од баба ми. Да, од детството е така да некако симпатично, и таму се провлекував, ако уште немав право да бидам официјален студент и слушаш на
на часовите кај професорот Драган Даутовски, но некако тој знаеше и ме осети. Он знае да каже такви интересни приказни како ќе отворам врата и ќе удрам некого. Тоа е бајс. Слуша таа. Еден ден само рече влезете и тоа беше мој, како да беше уште еден влез во царството наречено фолклорна музика и официјален почеток на едукативен процес. За професор Драган Даутовски обично знаеш да кажеш дека е човекот кој што го чувствуваш буквално како род најроден. Затоа што, не само што ја отвори вратата, како што, кажа пред малку, за да нурне бајса во светот на музиката и на музичката традиција на народите на Балканскиот полуостров и особено на нашиот човек, туку и човекот со кого што го почнавте проектот Драган Даутовски квартет, каде што на оној концерт во Универзална сала, чинам дека беше, имавте некакво огнено крштевање со Радко. Баш така, ние буквално од школските клупи, од она што имавме така, и школска едукација и домашна едукација, значи не мораше се да се учи од книга, не мораше секој пат фрази да се учат од ноти, не мораше секој пат само да се трупа неколку материјал. Ние со Радко учевме од многу раскажување, од многу муабет, од многу слушање. Што значи музика, што значи да имате чувство како да го пренесете она што е во вас. Тоа не се учи од ниедна книга, него искуството до големиот учител да се пренесе од клупа, па у она сопчето кај што свиревме, работевме, додека се создаваше таа музика, па на сцена. Огненото крштевање за нас беше вистински као да не бутна некој огин. И тој оган се уште гори, и пламти, и до ден денеш. Да. Кога на почетокот ги спомнав инструментите, знам дека хармониката, например, си ја купи чисто за да си го направиш кејфот на душата. Вистина. Ама видовме, со Горан Налачки видовме едно парче, каде што буквално уживаш додека прстите летаат по... Да, хармониката исто била една од инструментите недостижни за мене поради тоа што не е возможно да се купат сите инструменти одеднаш, па таа вреди, па таа е оригинална, па таа некако вистина ми дојде во некој момент кој што бев хармоникашки расположена во тој период, мислам дека ги мелографирав последните од тој ред Оре на Горан за некаква како се вика, као едно скриптиче и буквално како ги слушав, како ги мелографирав и свирев. Така да е ова едноставно звучи. Свирев. Да. Кога бајса и дали на сон бајса уме да музицира. И од тука чинам дека и нема потреба сега веќе и да прашувам која е личната дефиниција за тоа што представува музиката за тебе како уметник. Ако не постои нешто што ќе ве дигне од сон во било кое време, значи нешто не тлее, нешто можете да го извадите, да го компонирате можеби така набрзо, насилано, нешто што тлеело во вас и ако некоја мелодија можело да ме разбуди во 2-3 ноќе и да ја запишам дали аудитивно, дали да запишам први некои мотиви така на хартија, или пак веќе се развил некој дел од аранжман, па седите па го развивате, па да, тоа е нешто, ако може да се даде некаква дефиниција за она што е музика, дефинитивно би рекла дека е живот, дека е начин на живот, дека универзумот ви го дал она што со што вие може да дишете и да растете и да живеете и да го дадете.
нели, на едно цвеќенце му треба, не знам, воздух, земја, коренче од кај да расте, па се развива, па сонце, па водичка, па ред тие работи. Така уметникот живее со тоа што постои во него. Писателот живее со тоа да изрази 2-3 реда зборови, поезија, не знам што. Уметникот сликар да направи композиција некоја, така да се случуваат многу магии во однос на тоа што значи музика, како еден уметник може да се инспирира. Например, некој ќе рече што прво ме инспирира, дали музика, дали текст. Едно со едно може да се искомбинира и да речеме додека гледаме на убава фотографија или уметничка слика може да ми дојде музика. Додека свира може да ми дојде некој текст, така да музиката е всушност го карактеризира човекот како личност. Што всушност сте вие, како сте го одживеале детството, како растете, се она што сте вие како карактер, како се изразувате кога сте среќни, кога сте лути, значи едноставно емоција. Јас ти благодарам за овие емоции што ги споделуваш со нас, затоа што ова мене ми звучеше како една прекрасна мотивирачка приказна, полна со бои, полна со звуци. Така е. И кога сме кај звуците, овде имаме само 3 инструменти, донесени специјално за оваа пригода. Ти благодарам што е така. Кавалот е можеби оној инструмент кој што умеш, ете во моменти кога ама баш буквално ќе ти налегне, копнеш на душата, мерак на душата. Да. Он знае да биде толку врзан за душата, така да знаел да ме осети кога има во мене доза тага. Сум знаела да се исплачам со него, а знаел и да не пушти тон, затоа што ме осеќа. Ова е интересно. Да. Може да слушаме сега нешто? Ајде. Една изгија во моментов, ама сега си среќна. Сега сум среќна. На сметката кажува на лицето. Инспириран. Ти благодарам. Повели. Бајса, за кавалот вела дека најубаво прозвучува некаде надвор, каде што окото може да заплови по далечините, каде што, нели, има птици, има природа. Да, кавалот и, нели, по некако не е пишано правило и го викаме овчарски, пастерски инструмент, што не мора, нели, да е некаква да му се даде некаква таква етикета, затоа што тој може да се изрази точно во многу стилови, да се снајде во многу во различен простор. Меѓутоа, да, неговата ширина, неговата боја на тон може да ве однесе буквално од земја до небо. Може слободно да медитирате што всушност и овчарите го прават тоа. Изведуваат мелодии што, например, како сега ова езгија, значи езгијата е моментална инспирација. Што ќе го инспирира во моментов уметникот, тоа е или она што во моментот ќе му подшепне срцето. Така. 11 години беше учител? Да, 11 години во Илија Николовски Луј. Да.
но не е завршила, нели, учителската работа, така да со децата ми беше прекрасно. Тоа ми беше прашањето. Како беше да се влезе и да се видат сите оние насмеани лица и жедни очи за знаење? Жедни очи, точно. Па прво се сеќавам јас како бев жедна да ги допрам тие инструменти, инаку нели како дете веќе ми беа видени, чуени, меѓутоа во образование кај што нели треба да имаме друг пристап. Тоа е сакав да пренесам онака како што мене ми беше дадено. И тоа е најдобриот начин да се нешто прими. Прво кога ученикот ќе ве прими како негов учител, ментор, како некој со кого што може да се сподели доброто и помалку доброто. Да. Некој од кого што не треба да се исцрпат сите знаења. Да. Тоа дете, значи, ја примило вашата енергија, ве примило вас како карактер и ве гледа на некој начин како близок што може да сподели се, да побара работи кои што се можеби и во школски активности, така да му се биде подкрепа, но она што ги пратев децата колку сакаат да научат и им давав оноку колку што може да примаат и тоа е голем успех за мене. Јас вистина сум радосна што и денеска, еве, како сега ќе го поврзам тоа како нели член на оркестарот на ансамбл Танец, јас денеска имам минимум 5 луѓе во оркестарот мои бивши ученици. Тоа е гордост. Тоа е гордост, да, и значи нешто сум направила добро и јас сум среќна и радосна кога ги гледам до мене. Го спомнавме ансамблот Танец од 2012-та, 2013-та? 2013 мислам официјално. Како е да се музицира и да се биде еден значаен дел од ансамбл кој што ја промовира, афирмира македонската фолклорна традиција, македонскиот чекор, македонската музика, македонската носија, би рекла, македонскиот културен идентитет на сцените каде што можеби во публиката нема ниту еден македонец. И не го разбираат ниту јазикот, ама затоа со овации ве испраќаат кога се повлекувате од сцената и бараат уште. Да, тоа е многу интересно. Мислам, јас прво кога влегов, можеби и пред да влезам, како нели во публика, кога гледав ансамбл Танец, јас буквално си најдов некој местенце таму. И знаев дека имам што да дадам и таму, имам како да придонесам, имам како да најдам начин да се прошири, нели, поготово изворниот оркестар. Така се даде една убава можност и ми се исполни еден дел од желбите што ги имав. Значи таму секако давам свој придонес и како инструменталист и како автор на аранжмани, така, креатор. Меѓутоа, точно, значи тие работи кога нели во публика нема ниту еден македонец, има толку многу овации, има толку многу чувства. Значи која е моќта на музиката? Да, моќта е оригиналноста. Оригиналноста на инструментот, оригиналноста на песната, оригиналноста на играта, оригиналноста на народната носија, оригиналноста на целата таа маса, оригиналноста на јазикот наш го кажува тоа, дека да, ние постоиме како еден народ кој што има корени и има траење. Има траење, да. Има траење. Тоа е вековито. Истото ми се случува и со нели кога сме дел од некакви семинари за традиционална македонска музика, значи можеби студентот да не знае ни еден збор македонски, ама плаче на црна се чума зададе. И го прашувам зошто, дали знае, дали разбира.
го разбира текстот, рече едноставно не, така ме допира, вика, кларинетот со нискиот регистар. Плаче, тој плачам и јас, добро. Колку го плача тој, плачам јас, а чинам дека нема човек кој што нема да заплаче или барем нема да му се насолзат очите, иако срцето му се стега кога ќе ве види на сцената, кога ќе го види ансамблот танец, било на сцената дома, било особено на сцената некаде надвор. Да се вратам малку на плачењето. Колку тешко ти паѓаат, и јас повторно ќе се вратам на стереотипите. Колку тешко ти паѓа кога гледаш дека се уште постојат такви стереотипи, ете дека овој инструмент не е за девојка, дека ромското девојче мора, нели, да биде како посветено само на домот. Да биде женствено, да изгледа женствено, тоа не е лошо, тоа е во ред, меѓутоа дека мора само да е нешто што да се интересира за женски работи. Кои се тие женски работи? Дали едукацијата прости е тука спасот на за да се рушат таквите? Да, јас можеби и не се каки имав една таква мисија, пошто на тие програми едукативни, синот со своje треба детето да има ментор, па многу ромчиња во музичко гледам дека веќе и девојчињата почнаа да ги носат. Јас бев многу срекна, девојче сега виолин. Значи јас кога го гледам од оваа страна сум срекна и радосна што малку баре сум влијателна во тој поглед. Зошто да не свири ромче, девојче виолин, или зошто да не се можеби е малку чудно во однос на народната музика. Вистина нема кај нас жена што ете ќе свири на свадба машки инструмент. И дали веќе да го наречам тој кларинет машки инструмент или кој ќе излезам со тапане, јас мора вистински машки да го лупнам за да излезе тоа што треба или не гледам од една страна ми е убаво, интересно, од друга страна пак има она доза на зашто тоа не е трајно, зашто ќе почнат децата, па не се доедуцираат, па прекинат негде онаму кај што е веќе многу важно, кај што почнават да изгледа професионално и кај што може да му биде тоа професија, повторно се прекинува таа линија на добро, сега едукација е доста, или па сцена, тоа е многу далеку за нас, добро, веќе дошло ред, нели, тие фамилиарни сега ќе се мажи девојката и тука прекинува се. Зошто да прекине? А некој вели само небото е, нели? Лимитот, границата. Тамбурава е, чинам дека оригинална и колку е стара всушност. Се сеќаваш ли кога Таа е, тука пишува Жичко Раде од Смилковци. Аха. Да. Се сеќаваш на моментот кога повторно се го направи кејфот на душата? Колку инструменти имаш во моментов дома? Многу, не сум ги избројала. Не си ги избројала? Да. Има многу. И што ќе слушнеме сега? Ајде нешто можеби така 8 мини мајнорце.
Бајса Рифовска и нејзиниот оркестар. Ти благодарам за овие чувства и за емоциите кои што нели ги иницираш. И кај мене, и кај колегите, и кај публиката се разбира. Зошто се насмев? Кога би те замолиле да отпееш нешто, да го искористиш гласовниот инструмент. Што би било тоа? Не знам, малку е тешко меѓу толку пеачи, нели сега инструменталист, поготово нели кој што е без амбиции нешто да е некој солист пеач, но Тоа се тие повремени инструменти кои што вие уметниците така, ама се шегувам. не е на одмет кога се работи за едукативен начин и презентативен начин, нели мора некогаш и да покажеме директно како е и стилски и орнаментално, веќе кога сме во делот на изворната музика. Што тоа тебе што ти е легнато, твоја драга некоја? Моја драга, може би сега она што може да се залепи за инструментот тамбура е, сега ми текнува една песна една од Кучково, која што е многу ретка. Бегало, бегало девојче со љубовен карактер. Традиција. Колку само мудрости, колку само убавина во секој збор, во секој стих, отпеан од грлото на Бајса Рифовска, за звездите како сватови и месечината како бела погач. Прекрасна стара. Бисер еден од ризницата на она што значи фолклорна традиција. Едно бесценето богатство. Да, од тој непресушен извор. Да те врата малку на Скопје во 3 бои или во многу бои од овој аспект. Во твојата животна и професионална приказна имаше среќа да соработуваш со голем број на имиња од македонската, регионалната и светската музичка сцена. Кој е така посебно? Знам дека со Душко Георгиевски направивте еден извонредно значаен проект каде што нели за задоволство на публиката. Предпоследниот проект со Душко Георгиевски беше тој тип изворен, затоа што сакав, јас имав потреба да направам едно CD со изворни песни. И така и Дуле го гледав како еден од
вредните изведувачи, едно вредно бисерно грло тука кај нас во Македонија, па и пошироко. Така да сакав да го видам и да го чуем него во таа изворна варијанта, кај што ми се наполни душа, верувате. И излезе одличен проект. Со Душко исто последниот проект Скопје во 3 бои имаше задача да малку биде пошарен. Имавме избор на македонски песни, малку турски, имавме и ромски, така да во секоја една варијанта таков всушност беше калейдоскоп од бои, звучни бои, ама затоа пак во Свршениот сон, можеби за прв пат се обиде или се докажа како автор на еден таков мултимедијален проект каков што беше? Скршен сон ми беше многу голем предизвик затоа што е комбинација не само да се направи некаква музика, туку да се долови приказната. Кога сега со покојниот режисер и кореограф на Јагода Сланева, да ја спомнам, која донесе приказната и буквално добив емоција, добив слика и добив чувство на дека треба да бидам преодговорна. Значи преодговорно е да некој кога ќе ви раскаже нешто, во случајот вистинска приказна, да ја изразите во музика и да ја доловите онака филмски, театарски или како и да е нешто да направите да се спои таа вистинска приказна и да допре до срцата. Повторно до срцето на публиката, која што е единствената важна во моментот за да биде еден вид бајпас или мост помеѓу она што значи уметник, музичар, актери на сцената и целата таа енергија која повторно се враќа кај... Да, и уште еден момент, уште еден сегмент повторно мотивирачки за и за ромската публика, затоа што ние во одделот на играчи, глумци, танчери, земавме професионални играчи од Македонска опера и балет и направивме на синтеза, повторно мотивирачка за наши талентирани ромчиња играчи, па така нешто професионалното и аматерското го споивме и излезе преубаво, вистински. Значи тоа е уште еден мотив за и тие да ја погледнат уметноста од подруги очи. Или можеби тоа е вашата мисија. Тоа е вашата мисија. Да, веројатно и мојата и на многу други уметници кои што она што го создавате како креативен влог. Или преку тоа што го создавате како креативен влог да ја пренесете целата она универзална енергија и љубов, каде што не постојат граници кои што човекот ги наметнува вештачки, вакви, такви или онакви. Некаде тука пред крајот, иако леле колку брзо протече времево, има многу за што да зборуваме. Знам само дека духовноста е многу важен момент од твојот живот. Да. Ако не е духовноста, ако не се моментите кај што малку треба духовно да се исчистиме и да се дадеме на Создателот, значи нема да бидеме чисти и искрени према она што го правиме. Значи за мене Бог е нешто големо и мора, така чувствувам дека треба да му се даде огромна посвета, благодарност за таква некоја креација. За се што дари. Така. Да, читам духовна литература, ме интересира тој дел за тоа што некогаш и тоа е еден вид инспирација на оно што го правите вие. Едноставно сум му благодарна на небото и треба да се продолжи така. А ние сме благодарни што те имаме меѓу нас. Ти благодарам што денес беше наш гостин
колку за крај пред да те замолам на третиот инструмент што е тука, има вистина во тоа дека си и обучен масер? Вистина, значи, веќе покрај клавирот, сајзерот и тапаните има еден таму оддел со паравани, кревет за масажа имам. Тоа е една, друга приказна. Да, поврзано е. Духот е поврзан со телото, така мора да имаме и здрав дух и здраво тело. Тоа е една друга интересна. Многу ми се допаѓа овој момент, а ова да го ставиме за некоја следна пригода кога ќе зборуваме малку повеќе за мадеротерапијата, за тоа колку е важно здравјето. Да, физичката подготвеност е многу битна работа, значи прво на себе сум го осетила дека човек мора и како психички така и физички да биде спремен да носи нешто. И да носи толкава дарба со себе. Да, така е. Љубов. Ајде да слушнаме. И што ќе слушнаме, што е? Донела некој дегајдарче, високо, така пиштливо. Чека да видиме што ќе даде денес. Ти благодарам. Маркантна по својата дарба од Бога, тоа беше нашата драга Бајса Арифовска, драги пријатели, во издание на емисијата Неделен магазин. Ти благодарам што беше со нас. Ви благодарам и јас вам.